quest'anno la settimana della lingua italiana del mondo è dedicata all'italofonia. Оваа година неделата на италијанскиот јазик во светот е посветена на италофонијата, мотото италофонија, јазик преку граници и токму тоа и значи како се шири италијанската култура и културни вредности надвор од границите на Италија, односно низ светот. За мене како нов заменик амбасадор е многу, ми причинува големо задоволство што сум овде и што се прославува и овде неделата на италијанскиот јазик во светот. Запознаен сум со оваа соработка и целта е да се продолжи соработката. Целта на амбасадата е исто така да допре до сите делови, до сите места во земјава каде што се изучува и каде што има интерес за италијанскиот јазик. Амбасадата со задоволство ги поддржува сите студенти што сакаат да отидат во Италија да го учат јазикот и потоа да го вратат нејњето овде. Стои на располагање преку поддршка при посредување за визи и преку нудење на соработки со италијански универзитети. Скоро учествуваше на изложбата Study Expo, каде што беа изложени можностите за студирање во Италија. Неделата на италијанскиот јазик секоја година се одбележува со поддршка на италијанската амбасада кај нас. Оваа година се одржува и во Скопје и во Штип. Денес е настанот посветен на Стефано Бенни. Тука тој е еден современ италијански автор кој што почина неодамна, точно пред неколку месеци, но на свој начин го одбележа италијанскиот 20 век. Тој е еден од омилените писатели помеѓу студентите. Кај нас е преведена една негова книга со кратки раскази од страна на драгата моја наша почината сега неодамна професорка Лиљана Озуновиќ. Настанот денеска е мал омаж, подсетување на Стефано Бенни, ќе се читаат негови раскази. Јас ќе прочитам една негова песна. Тоа е првата песничка што воопшто имам преведено. Првиот мој превод книжевен од студентските денови. И тоа се надеваме дека ќе биде една убава атмосфера. Време е кога англискиот доминира, но има секојаш иницијативи кои што се случуваат и треба да се случуваат за да се избегне да се надмине тој империализам на англискиот јазик. Ова е еден таков настан. Треба да се поддржуваат другите јазици, да се читаат, да се објавуваат другите јазици. Еден многу интересен пример е современиот автор, еден од најголемите живи автори Куци, Џон Максвел Куци, кој што тој иако потекнува од Јужноафричката република и живее во Австралија, направи избор, една од неговите последни книги, да не биде објавена на англиски, туку да биде објавена на шпански. И тоа е еден таков убав пример кој што на некој начин можеме сите да го следиме. Дали преку објавување книги, нудење преводи што нема да бидат на англиски, туку и на други јазици, но ова е една таква иницијатива, еден таков настан што го слави италијанскиот јазик. Оваа година, како и впрочем традиционално, се одбележува исто така неделата на италијанскиот јазик во светот. Обично е посветена или на некој автор или на некој период, како што има преминатата година. Ова година решивме да го посветиме на скоро починатиот автор Стефано Бенни, кој е воедно и еден од најомилените писатели на студентите низ генерациите, како и на генерацијата кога јас бев студент, и ова беше прилика да му посветиме внимание. Тој е навистина еден од омилените автори во Италија воопшто, пред се заради неговата фасцинантна смисла за хумор, заради специфичниот стил и исто така и силната општествена критика која што е присутна во неговите дела. Целиот тој спој е навистина единствен и заслужува внимание. Исто така кога почина авторот, апелот од неговото семејство беше да се одржи споменот токму преку читањето, затоа што самиот автор го сметаше читањето, нели јавните настапи со читање како една исклучително важна форма на уметност и сакаме да ја продолжиме
таа традиција и да му дадеме на тој начин, на соодветен начин, почит на овој исклучителен автор. Покрај тоа, во разговорот со соговорникот Живко Гроздановски, ќе имаме можност и да слушнеме негови мислења и искуства и со преведување на хуморот како специфична карактеристика при пренесување на еден текст од еден јазик во друг и исто така за современата италијанска книжевна сцена. Ние сме благодарни за поддршката што ја имаме до сега, за бројните остварени заеднички активности, стипендирани студенти. Ова морам да го кажам, навистина скоро секоја година дел од нашите студенти престојуваат месец или два во Италија, имаат можност за пракса, значи да ги вежбаат сите вештини што ги имаат изучено овде. Понатаму исто така врската, соработката со другите универзитети, со професори, со помош на амбасадата претходниве години успеавме да донесеме врвни имења тука, како што беше професорот Алфонсо Амендол од Универзитетот во Салермо, професорот Рино Капуто од Универзитетот во Рим, господинот Марио де Роза, господинот Алесио Ликвори, навистина бројни имења, така што благодарни сме, да не заборавам исто така и за донацијата на книги која што секоја година и за исто така и за обуките за наставници кои што се одржуваат секоја година во пролет, за кои исто така имаме поддршка.